Не е во ред министерот Игор Филков да прозива суди и обвинители. Реагираше председателот на Советот на јавни обвинители Башким Бесими, откако вчера првиот човек на правда побара одговорност од луѓето, кои на груби ефективниот му го заменија со домашен притвор. Советот може да расправа за случајот Груби, но за се си има процедура и хиерархија, изјави Бесими. Добро, неговото презување тоа е негов став. Ја сметам дека не држи тоа такво презување со име и презиме. Треба секој предмет да се гледа сам на себе. Че ми може да расправаме, ама за тоа одлучува републичкиот и вишиот, значи тамо има хиерархија. Половината реакции за домашниот притвор на Груби, Сдруженијето на јавни обвинители, побараа партиите и функционерите да се воздржат од јавната реторика со која се нарушувала самостојноста на обвинителите. Изминатите денови сведоци сме на неодговорни изјави со кои одредени политичари селектираат и прозиваат поединечни јавни обвинители, коментирајќи ги јавно-обвинителските одлуки без воопшто да бидат запознаени со конкретен предмет и доказите. Министерот за правда Филков ги повика Советот на јавни обвинители и Судскиот совет да свикаат титни седници и да утврда дали има елементи за одговорност кај јавниот обвинител и кај судијата кој побарал, односно ја изрекол мерката куќен притвор за Груби. Нова реагираше членката на Судскиот совет Сузана Јошевска-Настасовска. Таа напиша дека Советот нема потреба да заседава. На ист став е и кандидатот за јавен обвинител кривичниот судија Ненад Савески. Доколку Судскиот совет или Советот на јавни обвинители би се вклучиле во оваа фаза, е апсолутно недозволиво и неоправдано. Секако дека како орган имаат надлежности да ја оценат работата, односно одлуките кои што се донесени во овој или во било кој друг конкретен предмет, меѓутоа во оваа фаза би било несоодветно. А лавината политички реакции за случајот Груби денеска продолжија. Од СДСМ вела дека одлуката за домашен притвор за Груби не е правна, туку политичка. Затоа обвинителството и судството беа ставени под директна контрола на Мицкоски и ВМРО ОКГ, за што СДСМ со месеци говори. Тоа го имаме како потврда и за овој случај. Кои обвинители постапуваа во предметот и кој го предложи куќниот притвор за Груби? Предметен обвинител е Даниел Коцев, а негов шеф на Скопското обвинителство е Анел Фидоски, кој беше избран на оваа функција на 20 јануари 2026 година. Од ВМРО ДПМН пак вела дека голема е паниката во СДСМ по опсењето на Груби. Милионските криминали во државната лотарија се случувале токму кога тие биле на власт. Откако со години замижува и го одобруваа милионскиот криминал на тогашниот прв вице-премиер Артан Груби, сега, кога треба да се соочи со правдата, се ставаат во негова заштита. Па дури и ке се жртвуваат и ке тонат заедно со него. Груби е второ осомничен во случајот со проневери во државната лотарија. Тој пред 14 месеци побегна во Косово, пред обвинителството официјално да отвори истрага.